се јавив за ова точка на дневен ред во однос на кадровското решение за член на Советот за превенција. Имено се работи за лице Насер Селмановиќ. Од тоа што јас успев да го најдам и што е јавно достапно е тоа дека лицето кое денес тука треба да биде избрано како член за овој национален совет во 2016 година се појавува како обвинет за давање подкуп за монтирање на лажни изјави. Односно, јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во 2016 година има покренато обвинение токму против Насер Селмановиќ, откако Министерството за внатрешни работи поднесело како кривична пријава токму против ова лице. Според обвинението кој му се товари на ова предлог кадровско решение, е тоа дека Насер Селмановиќ, како началник на единицата за техничка поддршка во 5-та убрава на ДБК, нудел подкуп од 100.000 евра на вработен во МВР, кој треба да се појави како сведок во првиот предмет на Катица Јанева и да даде лажен исказ од цел јавно дискредитирање на екс-министерката Гордана Јанкуловска. Од јавно достапните информации јас не најдов дали има правосилна пресуда против лицето кое денес треба да го избере собранието, но она што можам да го забележам е дека токму во овој случај како адвокат на Насер Селмановиќ се јавува познатиот адвокат Филип Медарски. Тој е познатиот партиски адвокат на Зоран Заев, адвокатот кој го ослободи од подкуп на поранешниот премиер, така да можам и да сум сигурна дека како што Медарски успешно го одбрана Заев, најверојатно го одбрана и Селмановиќ, кој е денес собранието ќе го избере за превенција на криминал. Она што е скандалозно, што ќе ја покажува една политичка недоследност на власта е дека токму власта на ВМРО ДПМН постојано обвинуваше дека СЈО беше продолжена рака на Заев, дека СЈО служеше единствено за монтирање на случаи за политички прогон на нивните функционери, а денес се покажува дека токму тие кои биле инсталирани од Заев, кои биле гонети за подкуп, токму вие денес, колеги, ќе ги гласате тука да бидат дел од еден совет за превенција на криминалот. Токму ради тоа Левица нема да гласа за ова предлог законско решение, затоа што ова лице апсолутно нема никаков професионален интегритет и кредибилитет за да биде дел од еден ваков совет и очигледно ова е уште едно решение од она позната широка коалиција помеѓу Заев и Мицкоски и најверојатно денешниот предлог е договорен на една од нивните средби.